Представникот на Европската Унија ја пренесе пораката од Брисел до владата. Загрижени се заради континуираните напади врз граѓанскиот сектор, кој се почесто одлучува да молчи. Европската комисија е загрижена заради нападите на владата врз граѓанскиот сектор. Евроамбасадорот Ирван Фуере предупреди дека ако продолжи ова конфронтирање, Македонија ќе добие негативни оценки во извештајот за напредокот во 2010 што го подготвува Брисел. Пред се загрижува конфронтирачкиот тон во диалогот меѓу владеачката партија и цивилното општество. Најсвеж пример е нападот врз Центарот за граѓански комуникации кој го објави извештајот за јавните тендери и во кој има многу работи содржани и во извештајот на Европската комисија. Тоа е напад врз неговиот интегритет. Треба да се гради клима на доверба меѓу владините институции и граѓанското општество. Секогаш има судени меѓу власта и невладиниот сектор, особено оние организации кои се стручни и перманентно действуваат. Сега се продлабочува со отворени осуди на невладини организации, смета Суад Месини. Персекутирањето на тие здруженија на граѓани е срам за Република Македонија. Особено кога тие во својата работа и во своите извештаи се повикуваат не само на сопствени истражувања, сопствени анализи и така натаму, туку и кога користат и официјални податоци. Изгледа дека притисокот врз невладиниот сектор станува се посилен, па многу од нив почнуваат да избегнуваат јавно да говорат, иако тоа им е главен начин на действување. Се истоштуваат граѓанските организации, луѓето кои што работат во здруженијата на граѓани почнуваат да се плашат, почнуваат да ги напуштаат организациите, значи активизмот замира во Република Македонија. Освен притисокот на владата врз цивилниот сектор и предлог законот против дискриминација во кој како основа ја нема сексуалната ориентација може да биде дамки во извештајот на Брисел. Нова министерот за труд Джелал Бајрами на заедничкиот комитет ЕУ Македонија одговори дека владата ќе стори се Македонија повторно да добие позитивен извештај од Европската комисија.